7.808.131 гласачи се запишани во изводите од избирачкиот список на 3.480 избирачки места во 80 општини на територијата на државата. Овие гласачи денеска имаат можност својот глас да го дадат на вториот круг на претседателските избори за еден од кандидатите кои во првиот круг освоија најголем број гласови. На гласачките места од утринава од 7 часот гласањето тече мирно, непрекинато и без неправилности. Денеска се гласа во втор круг и на предвремените избори за градоначалник на општините Охрид и Ново село. Во Охрид со право на глас се запишани 52.303 избирачи, додека во Ново село 11.365 избирачи. Ке ги соопштиме податоците за излезноста на претседателските избори најпрвен, а потоа и за изборите на градоначалник на општините Охрид и Ново село. До сега вкупно се обработени 95,67% од избирачките места. На овие избирачки места од кои пристигнале податоци запишани се 1.737.104 гласачи. Вкупен број на гласачи кои гласале на овие избирачки места од кои пристигнале податоци се 527.068 гласачи или во проценти 30,34% до 15 часот. До 15 часот како општини со највисока излезност се издвојуваат Македонски Брод со 49,45%, Крива Паланка со 52,61%, Демир Капија 49,17%, Демир Хисар 48,09%, Крушево 47,68%. Општини со најниска излезност до 15 часот се Желино со 9,03%, Боговиње 10,49% и Центар Жупа 11,96%. Во однос на излезноста во општините Ново село и Охрид за избор на градоначалник на овие две општини, во Ново село од вкупниот број на запишани избирачи до 15 часот на гласање излегле 3.839 или 33,78% од запишаните. Во Охрид до 15 часот на гласање излегле 18.347 гласачи или во проценти 35,1%. По завршувањето на оваа пресконференција, податоците за излезноста на претседателските избори, како и на изборите за градоначалник во овие две општини, ќе бидат објавени на нашата интернет страница rezultati.sec.mk. Наредната пресконференција во Државната изборна комисија ќе се одржи за 2 часа, односно во 17 часот и 30 минути, кога ќе биде соопштена излезноста на гласачите со пресек до 17 часот. Во студиото зирнавме каква е состојбата до овој момент, до 19 часот, секако имаме уште време, а се останато ќе проследите по завршувањето на недела во 3, кога и некаде после 18 часот ќе имате отворено студио, така да ќе бидете информирани и апдейтирани со сите најнови информации поврзани со претседателството.